најновото издание на наша сцена. Ова наша сцена ќе ја посветиме на струмичката група Болеро, а новитетите кои што ги имаат тие ќе ги кажат во емисијата. Гледајте не. Zapali, pa me ostavi, za da izgoram, da se peplo sam od rani ljubovni. Ti voda si dlaboka, a jas ne možam da te preplivam, da te pobedam, da te osvojam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, jaske go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, jaske go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Zapali, pa me ostavi, za da izgoram, da se peplo sam od rani ljubovni. Ti voda si dlaboka, a jas ne možam da te preplivam, da te pobedam, da te osvojam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, jaske go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, jaske go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, ke go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Ne prihvaćam jasni porazni kraj plameno tvoj, jaske go ugasnam, znaj reka jaske preplivam, oganj jaske izgasnam. Гледачи, особена чест и задоволство ми е што токму денеска во студиото на Импродукција гостини се членовите на групата Болеро. Добри ни дојдовте. Добре ве најдов. Така допатувавте од далечната Струмица, како поминавте попат? Ајде, Фимчо. Прво, добре ве најдовме. Допатувавме малце потешко, побавно, меѓутоа успеавме со внимание да не задоцниме
може би малце се ги задот, меѓутоа во ред. Сепак зимските услови се тие. Апсолутно, затоа што самите околности на патот не дозволуваат побрзо возење, стигнавме на време. Така. Фала Богу. Така. Поводот за вашето гостување се двата нови видеозаписи кои што ги изработивме минатиот период заедно со нас, со импродукција. Верувам дека беше малку макотрпно снимањето во тој еден ден во Струмица кој што го изминавме, но сепак, ајде да кажеме околу впечатоците ваши. Како беше сето тоа, како вие го доживеавте тоа? Значи, првоначално, очекувањата беа големи и, впрочем, се испостави дека навистина и резултатите очекуваме да бидат ефектни. Благодарение на екипата на вашата екипа, која што дојде на време во Струмица, успеавме во еден ден да ги направиме двата видеозаписи со одбрана локација која што кореспондира барем на едната песна на Митро Лемитро, кореспондира самата колористика од позади, тој природен амбиент. Впрочем, и ако се навратиме назад низ историјата, фолклорот се интерпретирал на такви места, фолклорот не се интерпретирал на подиуми, на бини и така натаму. Успеавме да овековечиме уште една песна која што не беше третирана кој знае колку во Република Македонија, со тоа што продукцијски не сум сигурен дали некој од изведувачите ја има снимено. Знам дека Танец ја третира таа песна, ја пеја на одредени концерти, меѓутоа како продукција не сум сигурен за друг. Секоја чест не гледа кој и некој друг ја има снимено. Па се надевам дека со тој нов аранжман, со таа нова колористика, со тоа ново светло и песната има одредена доза на свежина, малце побрз ритам и очекувам дека публиката ќе ја прифати на еден фин начин, затоа што нели она што оставало во историјата е селектирано и минувало низ сито и решето практично од народот. Така, значи ли тоа дека Митро Лемитро доживеа малку поинаков аранжман од оригиналната верзија или? Па така, оригиналната верзија не е тотално таква како што е. Така. Меѓутоа немаме ништо менувано на мелодијата, туку имаме менувано во смисла на аранжманот. Вметнавме народен инструмент гајда и тапани. Се доби една сосема нова колористика. Митро Лемитро продукцијски имаат снимено доста колеги во Бугарија кои што претежно живеат во тој пирискиот дел, македонскиот дел. И како таква е доста прифатена од македонците во Република Бугарија, општо во Бугарија, не само од македонците. Сметам дека доаѓа време пак на такви песни, на изворни песни, затоа што се испостави дека минативе 10 години ние како бенд без разлика во кој состав успеавме да обнародиме барем една песна која што стана тотален хит, тоа беше песната Погана и таа стана апсолутен хит. Исто така се случи да обнародиме уште едно народно оро, на кое што народно оро Борче Нечовски напише еден фантастичен текст и направивме една топ комбинација на текст и мелодија. Станува збор за познатата песна Тапан Грми, која што сигурно на YouTube има повеќе од 1.400.000 гледања. Така. Мислам дека добитна комбинација би било така спојка на изворни народни песни кои што на некој начин го побудуваат она исконско наше старо што секој наш сонародник го има во крвта. Предпоставувам дека ќе продолжите со тоа темпо. Да обнародувате по една стара, можеби позаборавена македонска песна. Да, дефинитивно. Па таквите песни своевидно стана и наша лична карта, прочем. Така. Познати и по такви песни, без разлика што мора малци и поавангардно да се однесуваме во смисла на помладата публика, затоа што сепак дуваат и нови ветрови и мора да се мисли да се задоволат вкусовите на повеќе, на поголема аудиториум. Така. По поглед на новите ветрови, еве Никола ќе спомне за новата ваша авторска песна. Покрај Митро Лемитро тука и не прифаќам. Таа е веќе по модерен стил. Таа е авторска. Да. На автори, нели, на
На мелодијата е Иле Илиев, текстот е Тони Митров. Морам да кажам дека голем удел баш во мелодијата и во текстот има самата група Болеро и веќе за аранжманот задолжен е Тимчо Костов. Така. Значи, исто морам да кажам дека имав на примес цела група. Сега, да некако на некој начин да каже колегата дека тоа ни стане лична карта со тие изворните песни. Така. Сакам на некој начин да понудиме дека знаеме да го негуваме и тоа модерното, како во случај што е баш песната на Неприсутни. Би кажал дека локацијата кај што се снимаше видеозаписот на таа песна е хотел Теми, кај што ќе ги забавуваме гостите кои ќе бидат таму, а па интересна случка песната од кај што ни ја земане изворната ќе бидат и гости баш од тој дел во хотелот на новогодишната вечер. И може би јас пред време го најавив тој да ги земам. Не е проблем, не е проблем. Воопшто. Мите, ајде, кои инструменти го свириш во бендот и колку долго го свириш тој инструмент? Јас свирам клавиатура. Така? Сум солист во групата Болеро Бенд. Свирам од 8 годишна возраст. Почнав да свирам на клавир, пијано и во музичко, потоа средна школа, сега детка. Така. И така. Наследно ли музиката ја пренесуваш? Имаш ли потекло од некој ген, ајде нешто повеќе околу тоа? Татко ми, Така? исто, дедо ми, чичко ми. Значи имаше на некој начин од кого да го научиш Да. занаетот. Така. Спасем, ти си главниот вокалист, да кажеме. Колку се пронајде во овие две песни и која повеќе сега? Можеби не е благодарно да те прашам тоа, но сепак која повеќе ти се свиѓа, ти се бендисува? Искрено, забавната песна. Дали дека ние сме помлади, Така. можеби, но очекувањата и од Митро на Митро се многу, како да кажем, многу се поефикасни за разлика од тоа што очекувавме од оваа новата песна. Но тоа е, сега ги чекаме Публика. да Да. видиме резултати. Така, тука е публиката да даде оценката. Ајде да кажеме збор два за Не прифаќам. Таа се снимаше во центарот на Струмица, на неколку места. Да, се снимаше во хотел Еми, се снимаше на плоштадот во Струмица, во кафе 19. Така. Ти си главниот статист во неа и уште едната. И девојката е еден поздрав до Софија Митева, Така, која ни помогна да го реализираме овој проект. така. Што е она што е најповеќе барано на вашите свирки? Еве, малку свирите, да речам, во еден специфичен регион, таму и се наоѓате впрочем, Струмица, која што е во непосредна близина со Пиринскиот дел на соседна Бугарија. Што е она што повеќе се бара таму? Еве, кој било од вас, нека даде одговор. Значи Струмица ништо посебно не отскокнува или не дели од останатите краишта во Македонија. Може би заради нашиот акцент кој што нели не е по правило на третиот слог и така натаму сега Сепак да тоа не си е дијалект. да значи, станува збор за тука еден не- дијалект. да. Меѓутоа баш тој дијалект или дијалектите од Источна Македонија низ историјата диктирале темпо и ритмика која што е на пример малце поразлична, да кажеме, од реканскиот крај. Зборам за диаметрално различни географски подрачја. Значи, Струмичко-Радовишкиот регион има една специфична мелодика, специфична ритмика, која што е карактеристична само за таму. По на север во Кочани има сосема нели малце поразлична мелодика и ритмика, меѓутоа забавите или прославите во Струмица и во Струмичко не изискуваат не знам што посебно, сакам да кажам дека народот како публика, значи има еден посебен жар кај нашиот значи посебен кај нашиот народ и во еден контекст со едни луѓе од овие краишта од Западна Македонија кои што беа гости
на свадба во Струмица и други пати си има случувано. Во еден разговор човекот спомна, вика, мене вашите свадби ми личат на востание. Тоа многу нешто кажува, значи во Струмица свадбите личат своевидно востание, затоа што сите се во една еуфорија, а што знаат да се веселат. Сите македонци знаат да се веселат, тоа да не излезе дека сме ние локал патриоти. Меѓутоа, струмичкиот народ си има некоја специфика и се бара она што е традиционално и просто обожаваат убава музика, добро сработена музика, знаат да ценат квалитет. Ние имаме и доста видни имиња од нашиот крај. И поназад, ако се вратиме години и години, значи Струмица дала многу имиња во народната музика, па и во забавната, и уште до ден денеска има имиња кои што се многу звучни, познати, пеачи, интерпретатори, инструменталисти, бендови, групи, така натаму. Така. Морам тука да те дополнам, Фимчо, со оглед на тоа што познавам голем број на пеачи, музичари кои што од Охридско-Струшкиот регион патуваат до Струмица, вашиот регион, за да настапуваат таму. Па да, и да ви кажам, Струмица има значи 100 села. Тие 100 Струмичкиот регион брои 100 села. Така. Ке мора, значи ценат, квалитет. Луѓето бараат исполнители кои што ќе ги задоволат вкусовите, а и не сме малце народ. Тоа плодно Струмичко поле држи уште народ. Ќе го додаш. Така. Да. Така, сите сте музички образувани, ете ми те кажа, значи средно и веќе факултет. На кој начин се пронајдовте, можам да ве вратам, морам наназад малку. Од кога датира Болеро бенд и како се надополнувате, како сиот тој музички талент успевате да го соедините во еден финален производ? Овака, ние екзистираме од 1992 година. Некому му изгледа далеку, кога немавме ни, да не речем по 20 години, уште на 18 годишна возраст, јас Никола и уште еден колега, Александар Атанасов, што во моментот не живее во земјата, се исели во пространство. Го формивме оркестарот Болеро 1992 година и оркестарот почна да работи со тројца членови. Во тоа време немаше модерни инструменти, ритам машини, аранжери, клавиатури кои што свират на фајлови, па се пуштаат разни копчиња, ме разбирате што сакам да кажам. Значи не свиреа. Се шминка музиката на некој начин. Се шминка музиката, ние свиревме тројка и како таква тројка успеавме да поработиме некоја година. Подоцна околу 95-та година го освеживме бендот со еден млад дечко гитарист кој се вика Горан. И работевме до 2004 година во тој состав. Од 95-та до 2004 година низ бендот продефилира доста познати имиња од естрадата македонска, во смисла на вокални солистки, меѓу кои Илјана Гавромска, која што сега е сопруга на Боро, Борис Димов, сега е веќе Димова, Јасмина Мукаетова, Елена Велевска, Сузана Гавазова, Катерина Тодорова. Значи, бендот беше на некој начин расат и конекциите и до ден денеска ни се сосема, значи, нормални и релациите ни се апсолутно пријателски. 2004 година го освеживме бендот со еден вокал кој што до пред година и нешто беше со нас, Христијан Божинов, нели, околу 10 на година работеше со нас. Меѓутоа, просто не можевме да се најдеме во интересите, за да не сватат луѓето, значи ние нити се испокаравме, нити се изнавредивме. Се разидовте на некој начин. Се разидовме во идеите и до ден денеска пак релациите ни се апсолутно другарски и немаме никакви недоразбирања. Така. Сега тука е интересно што бендот е освежен со две млади деца, да се изразам. Да, релативно се млади, да. Момчиња. Да. Спасе Петров,
па Спасе Петров ми беше некако како пикиран уште од поодамна, гледајќи во него потенцијал, тој настапуваше на како ги нарекуваат овие надпреварите во соседна Србија, по тие телевизии, Звезде Гранда, Пинкови звезди, добро, да. Пинкови звезди и така натаму. Затоа што ни доста голема разлика сме во возраста, тој е 91 година роден, 73-та. Така. На идеја на Никола му го спомнав Спасе како потенцијален вокалист во бендот. И сега наидовме и на дефицит од клавиатурист, затоа што па Кристијан свиреше и пееше, пак на идеја па на Никола прифати Вите да дојде во оркестарот, впрочем Вите ми е син мен. Така. Така, Значи сте поврзани. Така. И на некој начин верувам дека во јас би ја нарекол оваа фаза на бендот еден своевидно ребрендирање и сметам дека сме на вистинскиот пат. И понова еволуција на некој начин, на некој начин ние еволуираме, на некој начин ние мислам дека ќе добиеме и во свежина. Идеите никогаш не престануваат. Немаме намера да отстапиме од идеите, мислам дека ќе ги реализираме и дека публиката во Македонија ќе биде удостоена со доста номери, со доста песни кои што ќе бидат прифатени и сметам дека ќе останат како така. да не ги нарачам после 10-15 години. Сметате ли дека сега со оваа постава ќе биде постабилен бендот, нема да има изменувања? Зошто да не? Па да ви кажам, бендот и беше стабилен доста време. Ако не беше стабилен, значи основоположници на бендот бевме тројца луѓе од кои што еден е веќе во странство. Така. И 25-6 години кажуваат дека имало стабилност во бендот. Па добро, да се разбереме, дури во една Барселона или Реал играчите се менуваат, меѓутоа самото име кралски тим, не знам, епитетите си го прават своето, така. Епитетите, Барселона, каталонците, па сега дали ќе биде Меси, Роналдо или малте така дискретно. Сепак тимот што победува се менува некогаш, но сепак на подобро. Да. Само да нема последици по никој, тоа е најважно. Так. Сите со добра мисла да сме, мислам дека ќе Так. Никола, свириш на тапан, на удирачки инструменти, да кажеме. Колку долго се го билуваш, да речам, тој инструмент? И од каде љубовта кон тој инструмент? Исто како и колегите, значи, како што кажеме, и јас потекнувам од музичко семејство. Кај љубовта не знам, ама ето нешто ми се родило како љубов и таа како идеја веќе ја спроведувам, значи уште како средношколец. Јас значи се имам занимавано до сега, значи се занимавам слушни цел живот со удиралки или ударачки инструменти. Значи тоа го учев и како средношколец и потоа на факултет. Паралелно работиме јас и Тимчо работиме како наставник, значи музички педагози. Паралелно со тоа се занимаваме и со свирење, значи или ние како што милуваме да кажеме тезгари. Така. Или како што викат другите. Така. Значи цел живот се занимавам со тоа. Не можам да кажам од кај љубовта оти. Ето, ќе почнам да коментирам, да зборувам и се нешто ново ќе ми излегува, ќе се присетувам. Едноставно, така, ми се вродила или ми избризгана или не знам како. Ја имам таа љубов и до ден страи тоа. Така, генот. Пројавуваат ли дел од тете учениците, да кажеме, за љубов кон некој инструмент, па да држите дополнителни часови, можеби приватни часови, дали тоа го има? Или веќе се губи сето тоа? Има заинтересирани, да, само ние бидејќи тие се некои правила, некои закони, не знам, ние не смееме тоа да го правиме, од причина што веќе се занимаваме како музички педагози, од не знам, XX причини аспекти, не е во ред да го држиме тоа, бидејќи ние па си работиме нешто друго приватно. Така. Ајде да задоволиме со тоа што го работиме. Така. А сакам да се надополнам, да ве надополнам пред малку што кажете за расење. Значи да, стабилноста постои и ако се гледаме како расадници, значи тие се новиот расад. Тие треба да видат, тоа ќе поминале многу. Да, назад. Ама не сме толку стари.
Не Ни настрана. случајно. Никој не спомна такво нешто. Не, тамана. Да. Мите, како е студентскиот живот? Дали те препознаваат на факултет дека си од бендот и дали малку поинаку реагираат колегите, колешките на тебе? Па секој различно го сваќа тоа. Па да, се познаваме многу школски, да кажам, од средно Так, школа, средно образование. Сега ми се и колеги на факултет. так, Се познаваме лично. Добро е, студентски живот. Супер. так. Так. Спасен, колку трпиш искуство, еве, колку си успешен во твојата пејачка кариера, да кажам, покрај бендот Болеро, со оглед на тоа што еве Фимчо ги напомена голем број звучни имиња кои што проникнале или потекнале токму во заемно соработка со Болеро бендот. Прво ми е чест што сум дел од овој бенд и ете како за моја среќа стан звезда. Веќе си. Можеме слободно да кажеме после овие два видеозаписи. Па да, но сега е време кога треба ние како млади јасемите Така. да помогнеме овој бенд да достигне неколку скалива погоре, повисоко. Да. Имате ли некои нови замисли, нови идеи да се внесе некоја дополнителна свежина, ведрина, еве можеби некој женски вокал во бендот? Па има, но за жал во нашиот крај нема нови женски вокали. Може би има во другите жанрови на музика, но во таа музика што ние ја свириме и што ја работиме, нема. Така. Што повеќе преферираш да пееш? Со што повеќе те милуваш да почнеш една свирка? Да кажеме, со каква музика ја почнувате? Јас сум љубител на кафански песни Така. и секогаш го сакам тоа, но ние преферираме да почнеме со тоа што го сака народот. Тоа зависи од гостите. Да. Публиката. Што и как ќе се почне. Така. Ајде некоја случка, опишете ни, Фимчо, сигурно ти ќе имаш некоја случка од бендот, некоја што ви оставила впечаток, може би. Се мисли на некоја мислите Анекдота, случка, на некоја нешто. анекдота или на баш ми беше поента толку анекдота. Многу. Да, Многу. има. Бидејќи работите таква струка, да речам таков занет, работите сте постојано во контакт со народ, со луѓе, значи имате доста дешавки, ние што викаме. Интересни има, толку се интересни што дури не се за јавност. Една работа. Има интересни анекдоти со доцнење. Има интересни анекдоти кога бившата ни заедница од држави се распаѓаше во тоа време Југославија, ќе ја спомнам. Ние свиравме во еден ресторан, кафеана, кафана, како сакате наречете го. Ние доста млади деца бевме тогаш по 19 години. И се сеќавам дека Елена Ѓорѓиева излезе на цветници со на песна Мите Моравите. Почнувајќи вечерта да свириме, така национално напоени, наточени гости и покрај другото подзагреани со алкохол, ја почнуваме песната со припевот и треба да почне колешката да ја пее, Мите Моравите. Пред да почне колешката да ја пее, доаѓа човек со дигнат стол, да не крши инструменти, да не отепа, за да не свириме српски песни. Значи тој препознал во припевот српска песна. Под дејство на алкохол. Под дејство Так. на алкохол. Так. Додека не слушна што да правам, мајко, кажи ми. Тој Првите не зборчиња, го спушти така, да. столот, па 100 пати се извинуваше човекот. Нисам човек. Како реагиравте вие тогаш на таа случка? Избегавте? Не, се смеевме Так. за тоа што кога ќе дојдеше пред да го фрли столот, сигурно немаше да седиме со скрстени раци, насмеани и бевме впрочем. Так. И имало доста анекдоти, од доцење на авион до менување на авионски карти,
да место да летнеме од Солун за Милано, да си купиме карти затоа што сме задоциле на авион, да си купиме карти за Рим, многу поскапи од постојните предходни што требаше да биде, да си ги потрошиме сите пари, само да стигнеме до Италија, па посредно преку Италија да стигнеме до Швајцарија, па да останеме без пари, да не може да си купиш еден сендвич во Рим. Значи имало... Домаќинот кој што прави фестивал, ние треба да свириме, вика јас да сум бил како вас, нема и да дојдам. А ние, значи, се направивме да стасаме Само таму. да стигнете, да. Вика јас да сум бил на ваше место, нема да дојдам. Да, да. Се има случувано, тргнуваме на важно снимање, термин за продукција, дури да ви кажам, мислам дека се снимаше Тапа Грми, зариба колата, на сред пат. Зариба колата, зариба кај Демир Капија. Локацијата беше во Прилеп. Локацијата беше во Скопје. Во Скопје уште не беше студиото во Прилеп. А студиска? Студиска, значи пред да се снима, зариба возилото, уште на Демир Капија, па едни наши луѓе од Струмица, продавајќи пипер, домати, со полно тамче, домати, не закачија, не шлепеа до Неготино. Да. Од Неготино продолживме со некоја друга кола, со такси до Скопје, а колата па пак беше шлепувана назад. Има многу случаи. Патешествија. Што да ви кажам? Многу. Так. Во минатиот разговор кој што го имавме во Струмица, кажавте дека почесто новите години ги дочекувате еден час порано. Ајде повторно да откриеме на гледачите зошто е тоа така. Вака, ние Нова година досега не сме свиреле во Бугарија. Значи, може би било недоразбирање. Меѓутоа, гостите кои што доаѓаат од Република Бугарија, кои што се постојани пансионци во хотелите Струмички, во Струмичкиот регион, нели има доста хотели, има една тенденција, последните години, доста луѓе, публика, гости, ја слават Нова година во Струмица. Од Бугарија, зборувам за гости од Бугарија. По нивно време. По нивно време сакаат луѓето, па има хотели кои што имаат публика, знаете, граница како граница постои, меѓутоа луѓето не го забележуваат тоа на некој начин, да. Не ја приметуваат границата. Со оглед на близината. И отвореноста на границата прави да луѓето, нели, проток на луѓе и стоки, да не користиме терминологија од други овие бранши, меѓутоа луѓето континуирано доаѓаат во Струмица и по тој основ сакаат еден час порано затоа што водат по бугарско време. Тоа беше поентата. Ние свириме во Бугарија, меѓутоа Нова година немаме свирано во Бугарија. Можеби затоа сте помислиле дека по принцип еден час порано. Значи ако свириме во Струмица, сега гостите од Бугарија таму веќе е резервирано се. Значи повторно новата година еден час понапред ќе го чека. Еве сега ова година пак имаме зајавени гости од Бугарија и веројатно едно славење ќе има за гостите од Бугарија. Дека се вода по така едно во 12, да, ето во 12 еден час ќе се стрпат и нашиве и ќе честитаат Нова година. Значи дека година не мора да одат на Нова година нашите. Два пати. Да, два пати ќе ја просто. Тоа е тоа. Тоа е поентата. Инаку ние спомнавте дека доста нови години, нели еден час порано или подоцна. Честот пати, па да ви кажам, доста пати ние нови години диаметрално различно ги имаме славено. Америка 7 часа подоцна. Дека натаму се случува и тоа, да. Така, каде се сте настапувал, еве, Болеро бендот? Кажавте повеќе турнеи, значи? Па скоро секаде се мисли на Австралија од 2009 година до сега Болеро бенд има 6 пати настапувано во Австралија. И да чукнеме во дрво, до сега сите турнеи беа топ турнеи. Така. Настапувавме на турнеја во Америка 2013 и 2014 дочекот на новата година. Меѓутоа, временските услови беа катастрофално лоши. Деневните температури беа -30, ноќите беа -40.
И добро почнавме, стартувавме тогаш, добро, со една нова година уште 2 концерти, тотално успешни беа, меѓутоа после па тргна назад, едноставно Не оди. не оди. Да. Роди бабо машко дете. Не бива. така е. На минус 40 Така е. не станува. Исто така во Канада има се стартувало на 2016. За европските држави нема кај што не се настапува. Е најмногу во Швајцарија затоа што струмичани како народ ги има најдоста во Швајцарија, во Германија се настапува, во Италија се настапува, во Австрија се настапува. И сосема за крај, значи еве Никола, ајде наредни планови за еве престојната веќе 2018 година е пред нас, кои се следни планови, можеби нови песни, нови видеозаписи. Што планирате? Значи, ете, почнавме со студиски да снимаме песни, значи за продукција. На тие песни видеозаписи да се снимаат, ете ги снимавме, не ги промотираме. Да. Сега плановите се натаму, уште некоја песна да снимаме, сега кога ќе биде, дали набрзо или ќе помине некој пократок период. Ако има шанси и можности, ако гледаме дека е возможно да излеземе на некој фестивал, да се покажеме, бидејќи како тим веќе или како име не познава колку толку, нели, публиката не знаат и кај нас и надвор од државата. Сега целта е да се промовираме како малку нов тим, нели, со 20 нови членови. Нас не знаат, слободно да кажам, нас веќе не знаат како 20 членови од групата. Сега новите 20 сигурно дека им бидат интереси на публиката. Мислиме, веруваме во нас дека може да понудиме нешто што ќе биде квалитет или што ќе наличува на тоа. Дај Боже, јас пример сум оптимист дека и многу повеќе од тоа. И потоа верувајте сами се ретроват. Така. Значи дали гостувања, дали нормално дека ако се собере повеќе материјал ќе биде направен еден албум или едно CD, нели? И се редат сами работи. И турнеи, и заводи, и семејни. Така, одлично. Сосема на крајот ми преостанува да ви се заблагодарам што дојдовте тука во Импродукција. Ми беше особена чест и задоволство за остварениот разговор и ви посакувам многу успеси и повторно видување за ваши новитети. Јас само да кажам за крај дека од името на сите ние сме благодарни бидејќи вие сте меѓу првите со кои се работуваме како тим ово што сме сега во моментот. Има нешто, но така покрупен чекор некој го правиме со вас. Благодариме многу. Минимум. Turšija, ajde ni tu je
надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание во ова наша сцена. Доколку е тоа така, повторна средба ви закажуваме за точно 7 дена. Благодарност до бутиците Мис Сара од Струга кои се погрижија за мојот изглед. Секако голема благодарност и до вас кои што бевте до самиот крај на оваа емисија. Секое добро, довидување.